Добар ден, благодарам што сте на Слободен печат. Започнуваат вести. Податоците од платформата World Air Quality Index покажуваат дека Скопје се најде меѓу најзагадените градови во регионот. Најголем дел од мерните станици денес регистрираат вредности од 150 до 180, што според меѓународната скала значи нездрав воздух за сите категории граѓани. Најкритични се локациите околу Партеније Зографски, Центар, Карпош, Ѓорче Петров и аеродром, каде концентрациите на PM2,5 частичките се повеќекратно над дозволеното ниво. Додека од останатите градови во земјата на листата најзагадени се Кичево, Тетово, Струмица. Овие вредности можат да предизвикаат симптоми и кај здрави лица, а особено кај деца, хронично болни и постари граѓани. Додека проектот Безбеден град влегува во тест фаза, возачите ширум земјата веќе најдоа дигитално решение за да се снајдат во новите правила и масовното мерење на брзината. Апликацијата Waze станува најкорисниот сообраќајен асистент затоа што ги прикажува речиси сите локации на камерите што мерат брзина. Waze е навигацијска апликација која во реално време ги прикажува сите релевантни информации за патот, а од вчера речиси целосната мрежа на камерите на Безбеден град е веќе мапирана од корисниците. Во првите 48 часа од стартот на тест фазата, бројот на извештаи за камери на Waze драстично порасна. Со ова, за многумина апликацијата стана единствената гаранција дека нема да направат прекршок од незнаење. Намалена видливост поради густа магла е забележена на патниот правец Гајре-Попова шапка, каде што видливоста се движи од 20 до 25 метри, како и на планинскиот превој Стража, со видливост од 50 до 70 метри. Од јавното предпријатие Македонија Пат информираат дека на некои делници кои минуваат низ усеци и клисури е можна појава на помали одрони, кои се отстрануваат редовно. Возачите се повикуваат на зголемена внимателност, почитување на сообраќајната сигнализација и прилагодување на брзината, согласно условите на патот. Низ Скопје возат околу 4000 таксисти. Од нив само 200 се вработени. Ке се решили хаосот. Со години не се надминуваат проблемите со такси превозот во Скопје, каде по улиците возат се поголем број диви таксисти, а на граѓаните им е се потешко да направат разлика помеѓу нив и регуларните, поради тоа што голем е бројот и на оние кои имаат жолти таблички, а не возат повеќе за лиценцирана такси компанија. Скопјани се жалати дека тешко се доаѓа до слободно возило, особено во вечерните часови, и дека речиси никој не се јавува на повик за покуса релација. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓевски во гостување на телевизија Телма најави дека од денес ќе започне инспекцијата на дивите таксисти. Ако тоа навистина се случи, инспекторите ќе имаат полни раце работа. Председателот на групацијата на такси превозници на град Скопје, Саша Речиновски, ја поздравува оваа најава на скопскиот градоначалник. А на прашањето дали со него досега веќе имале средба на која преговориле за проблемите со кои се соочуваат, вели дека побарале и очекуваат Ѓорѓевски да ги повика. Темата е на Анита Стојковска. Во октомври бројот на работници во секторот производство на облека се намалил за 1/3, а во производството на текстил за 8,2% споредено со просекот од 2021 година, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Текстилниот сектор незапирливо се топи, потврдуваат текстилните компании. По затворањето на неколку фабрики во септември, за сега нема информации за клуч наврата на нови капацитети, но има отпуштање работници, затоа што се намалува бројот на нарачките. Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи на Македонија и собственик во Светониколската мода вели дека додека трае војната во Украина, текстилната индустрија кај нас само ќе тоне. На ова работеше Весна Дамчевска. Спорот меѓу семејство од Кривопаланечко село Добровница, кое според соседите постојано ги пушта своите крави да пасат во селото, а тие прават штета на туги имоти, ескалираше со интервенција на полицијата. За малку спречен поголем инцидент и апсење на стопанот на кравите. Собственикот кого полицијата мораше да го спречува да се степа со еден од соседите, даваше отпор, а неговите ќерки се обидуваа да ги спречат полицајците да го одведат, но тие сепак го совладаа. Тој е уапсен затоа што наводно им се заканувал по живот на повеќемина жители на селото кои трпеле штета од неговиот добиток.
На барање на Филипче, целото раководство на СДСМ поднесе оставка. Како што информираат од опозицијската партија, оставките се поднесени до Централниот одбор на партијата и до председателот Филипче, кој го води процесот на внатрешни реформи во СДСМ. Од СДСМ најавуваат дека на една од наредните седници на Централниот одбор, председателот Винко Филипче ќе предложи избор за членови за органите на партијата, а за функциите ќе се бираат најкомпетентни личности. Спроведувањето на плановите опфатени со стратегијата за паметна специализација ќе донесе раст на економијата и подобар живот во земјата и ќе придонесе за исполнување на стандардите за влез во Европската унија. Изјави министерката за образование и наука Весна Јаневска, која во Брисел учествуваше на конференција посветена на стратегиите за паметна специализација во процесот на проширување на ЕУ. Таа додаде дека заклучокот од она што можела да го слушне од незините колеги учесници на конференцијата од останатите земји од регионот е дека сите држави од Западен Балкан сериозно ја сватиле работата и се обидуваат да ги исполнат условите што ги бара Европската унија за реализација на паметната специализација. Во текот на 2025 година Србија доделила најмалку 121 државјанство на странски државјани, претежно руси, честопати повикувајќи се на интересот на Република Србија без јасни критериуми. Меѓу новите граѓани беа руски олигарси од американската Путинова листа, како и бизнисмени поврзани со големи државни проекти, што дополнително отвора прашања за транспарентност и политичката мотивација на ваквите одлуки. Главните забелешки на ЕУ се однесуваа пред се на недоволно ригорозните безбедносни проверки пред давање пасоши на странци. Министрите за надворешни работи на НАТО ќе се состанат денес во Брисел за да разговараат за понатамошна поддршка за Украина, како и за тековните напори за зајакнување на одбранбените и одбранбени капацитети на алијансата. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте пред собирот нагласи дека Киев останува зависен од воена помош, бидејќи Русија продолжува да ја напаѓа Украина и ги повика членките на НАТО да ветат поголема поддршка. На покана на Руте, министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска ќе учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на земјите членки на НАТО. Петчасовните разговори помеѓу Владимир Путин и американските преговарачи во Москва не донесоа напредок во склучувањето на мировен договор за Украина. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков кажа дека разговорите биле конструктивни, но некои делови од предложениот план се неприфатливи за Русија. Американската страна ја представува специјалниот пратеник Стив Виктов и зетот на Трамп Джерад Кушнер, кои досега не се огласија за разговорите. Путин претходно порача дека измените предложени од Украина и незините европски сојузници се неприфатливи, велики дека ако Европа сака војна, Русија е спремна уште сега. Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека ги паузира сите апликации за имиграција од 19 неевропски земји, повикувајќи се на националната и јавната безбедност. Трамп зборуваше за случајот во сојузната држава Минесота, каде што според локалното правосудство повеќе од $1.000.000 биле исплатени на непостоечки социјални служби преку лажни сметки поврзани со сомилици. Истиот ден администрацијата на Трамп објави дека ги паузира сите апликации за имиграција, вклучително и обработка на зелени карти и апликации за државјанство од 19 неевропски земји кои веќе беа под делумни ограничувања во јуни. Доналд Трамп заспа на состанокот на кабинетот. Трамп му рече на уредничкиот одбор дека е паметен, а дека тие не се паметни, обвинувајќи ги новинарите дека неправедно известуваат за неговото здравје и издржливост. Само 15 минути по неговиот остар напад врз медиумите, Трамп се мачеше да остане буден, додека министерот за трговија го фалеше за неговите трговски војни. Слична сцена беше повторена за време на говорот на државниот секретар Марко Рубио, во кој беа пофалени напорите на Трамп за прекин на војните. Овој пат, дремењето на Трамп беше уште позабележително, бидејќи седеше веднаш до Рубио, а камерите беа фокусирани на двајцата. На крајот од својот монолог, Рубио се пошегува и, иако Трамп ја слушна шегата, не изреагира никако. Ова беше последната информација во вестите на Слободен печат. Благодарам на вниманието. Повеќе вести ќе најдете на нашиот сајт.